работливоста, работните навики се дел и од духовниот карактер на христијанинот. А пак книгата која говори најмногу за работливоста и мразливоста се поговорките. Поговорките е библиска книга која најмногу придонесува за градење на христијански карактер и во неја најмногу содржана библиската или божествената мудрост. Александар Солженицин или Солженицин бил поканет да говори на дипломирањето на студентите во Харвард далечната 1979 година. Сите очекувале дека како руски дисидент кој нашол прибежиште во Америка ќе говори за тоталитаризмот во Русија и во другите источни земји. Меѓутоа, за големо изненадување, тој почнал да говори, и целиот негов говор бил насочен кон оние застрашувачки сигнали кои ги гледа во кризата на демократијата во западниот свет. Посебно во Америка. И во неговиот говор, како основна причина за загрозување на општеството во западниот свет, за таа криза, ја лоцира причината во губењето на она библиска мудрост кај луѓето и нивниот губењето на христијанскиот карактер. И ги охрабрува студентите да ја читат повеќе книгата библиски поговорки, зашто таа гради христијански карактер. А карактерот е најважен дури и во духовниот живот. Библијата повеќе го цени карактерот, библискиот карактер, отколку учењето или догмата. Напразна е догмата, напразни се и способностите и дарбите, доколку сето тоа не се преточува во еден здрав духовен живот, во еден здрав христијански карактер. Ја изучувавме и продолжуваме да изучуваме книгата или посланието до Коринтијаните. Таму гледаме како една црква која ги има најспособните, Павле вели дека се најнадарените христијани од сите останати што ги познава, во исто време изградиле најпроблематична црква. Црква со најмногу проблеми, црква со кавги, со конфликти, една незрела црква. И во таа насока книгата поговорки говори точно за тој, или гради таков карактер, а дел од карактерот е и работливоста, тоест многу говори за мразливост или мразливите. Книгата поговорки не е наменета за некакво експозицијско изучување стих по стих, зашто тоа е збирка на мудри мисли, кои не се подредени тематски, не се групирани тематски, но може во целата книга да се издвојат теми или ликови. Например, ова книга говори за мудрите луѓе, или мудроста персонифицирана во жена. Мудра жена, или таква теологијата се нарекува дамата мудрост. Од друга страна пак ги разгледува и безумните, неразумните, глупавите, кои исто така се персонифицирани во жена, госпогата глупост. Други ликови кои разгледува се подигрувачите, оние кои се подсмеваат на другите, и една голема исто така група на псалми говорат за мразливите. И оно што е интересно, и тоа ќе го видиме овдека, мислите или поговорките изречени за мразливите луѓе содржат хумористичен тон. Се пренесени со хумористички јазик. Може би, тоа е така, бидејќи сака да се внесе малку иронија, може би затоа што и мразливите така изгледаат малку смешни, хумористични, еве, например, ова поза. Веднаш создава такви чувства, смеа, може и симпатично да изгледа. А пак, другата вистинска причина може за употребата на таковиот јазик е што всушност хуморот е како едно средство за пренесување на пораката на еден многу посилен начин.
преку хуморот, човекот подобро ќе свати поентата и ќе ја запамти. Така да, хуморот служи како едни куки, ментални куки, со кои пораката се закачува зумот на човекот и тој да може да го запамти и да не го заборави. Например, мрзливите се опишани како тие се превртуваат во креветот, како што вратата се врти околу ментешињата. Или пак оправданието на мрзливец кој не тргнува да работи, затоа што има лав, може би има лав на плоштадот. Па сега опасно, може и ке има некој лав на плоштадот, затоа е безбедно да се седи дома и да не се излегува. И не може еден таков изговор да не предизвика некаква нели смеа, но во исто време додека читателот или во тоа време слушателот се смее, од устата полека исчезнува насмевката, а во умот почнува да се создава она мало чувство на вина, зашто сите се препознаваме во некои од ситуациите овие поговорки. Така, тоа е она што ќе се обидиме да го разгледаме ова утро, бидејќи сметам дека е потребно, многу важно за сите нас. И се разбира, сето тоа се однесува, нема во предвид конкретно некои луѓе, туку добро сите ние да внимаваме на овие работи. Што е, какви карактеристики самите поговорки не извлекуваат или истакнуваат во однос на мрзливите. Мрзливите ги представува како луѓе кои постојано одлагаат. Има една народна поговорка: што можеш да направиш денес, не го оставај за утре. А мрзливец се раководи од друга поговорка: не го прави денес она што можеш да го одложиш за утре. Има луѓе кои кога ќе им дадеш некоја задача и ќе им кажеш денес е понеделник, заврши го до петок. Има луѓе што веќе понеделник вечерта ќе се готови. Има луѓе кои ќе почнат во петок се бајле во 7 да ја вршат работата и ќе кажат, па не ми стигна времето. За ова работа треба повеќе време. Тоа е така, како некаква карактеристика. Тоест, имат една, развиваат способност да го одложуваат почетокот на работата и секогаш ќе најдат доволно добра причина, може не е и доволно добро, но ќе има причина за одложување. Како, например, човекот кој не тргнува на пат, зашто вели дека има звер на патот. И тој сака да ја заврши, сака да почне да работи. Ама му треба уште малку време, например, да се одмори. Да се одморам уште малку време, уште малку да се оди, потоа ќе работам. Например, има во поговорката: до кога па ќе продолжи тоа? До кога кој спие за време на жетва, пишува е неразумен син. Тоест, тој толку време одлага, што на крајот и нема да дојде никош времето за почеток на работа. Веќе и жетвата доаѓа да се собере и тој уште не се одморил, уште спие. На чекоре да почне со работата, ама сегаш е само на чекор. А пак кога ќе почне да ги прави работите, не им се гледа крајот, кога ќе заврши. Со оно што треба да го заврши. Сегаш изгледа дека треба повеќе време да се заврши одредена работа отколку што очекуваме. Например, ова е секако комичен. Не треба буквално да сватиме, вели својот лов не го пече. Тоест, тој отишол на лов, уловил, ама сега го мрзи да го испече. Тоест, работите ги остава на половина. Ке почне да прави нешто, ке се умори, овка и каже не можам повеќе, некој друг да доврши. Или друга една вели, ја пружа раката своја кон храната, ама пак потоа го мрзи да ја врати, т.е. да ја донесе до устата. Или оние како што велиме, ќе почне да чисти, ама прашината потоа под тепих само ќе ја пушти. Нема да ја доврши работата, или тоа довршување ќе трае многу долго време. Сега, не треба да се подценуваат
мрзливите зашто тие се добри рационализатори. Они знаат добро да ја рационализираат својата мрза. Имат остар ум, умот им работи многу брзо. За жал, раците не работат толку брзо, а умот работи многу брзо. Така да, онаму каде што раците не работат, умот работи. И тоа прекрасно работи. Никој не е поснаодлив од човек кој што бара причина за неактивноста и секогаш има задоволително оправдание. Например, се вратиме на зверот. Во тоа време во Јудеја не било неможно да излезе лав или цвер, мечка на улица. И бидејќи има потенцијална опасност, таа е минимална опасноста, но сепак има опасност, тогаш нели е порационално да седиме дома, зашто сепак на крајот животот е поважен од се друго. Затоа да останеме дома. И според таа логика, ние можеме и ние имаме доволно причина да останеме дома, зашто минимална е веројатноста, но пак може да избега лав од зоолошка и да излезе на улица и да нападне човек. Во тој случај добро да седиме дома. Така, може човек и оваа поговорка, ако сака, да ја рационализира. Но иако знае да ги креативен во оправдувањата, сепак поговорките го идентификува мрзливиот како глупав. Значи, во книгата Поговорки луѓето се поделени во мудри и неразумни, мудри и глупави. И тој животите на луѓето, таа книга Животите на луѓето ги представува преку животен пат, како пат. Патот на праведните, патот на глупавите. Вели, патот на мрзливиот е послан со трне, а патот на праведниот е чист. Така да во ова поговорка авторот ги става во контраст праведниот како мудриот и мрзливиот како глупавиот. И во целата таа книга, говорејќи за двата пата, тој говори за карактеристиките на едниот пат и карактеристиките на другиот пат, и тоа и во основа, а патот е животот всушност. Со што се одликува животот на едните и животот на другите. И основната поента всушност на книгата е дека патот на правдата или животот на праведните е успешен и на крајот завршува во слава. Додека патот на неправедните или глупавите, неразумните е послан постојано со опасности, овдека пишува со трње. И на крајот завршува со пропаст. Патот на мрзливите, иако навидум изгледа полесен, животот изгледа полесен, сепак живеат во поголема мака. Живеат со повеќе неволи и на крајот завршува со некоја ненадејна несреќа. Вели, мрзливиот наесен не ора, ама кога доаѓа жетва, тој бара и ништо нема. На крајот ќе се соочи со последица. Ќе се соочи со проблем од таквата представа за животот, од таквиот начин на живење. А после ќе кажам. И она што е исто така карактеристично за мрзливкото, е што тоа е тежок. Тежок товар, така да кажеме. Зошто? Зашто тој треба постојано да биде надгледуван, подсетуван. Инаку, работата нема да биде завршена. Тешко се работи. Затоа има една поговорка која му вели на мрзливиот: мравката е помудра од тебе. Зошто мравката е помудра од тебе? Зашто види ја мравката, оди види ја мравката. Таа нема ниту шеф, нема ниту господар, нема ниту начелник, нема татко што му стои што и стои на главата или мајка. Меѓутоа пак
ја приготвува храната лета, собира време на жетвата и така натаму. Никој не стои на глава на мравката да ја тера да го работи тоа што го работи. Кој ми е овдека поентата? Има луѓе на кои ќе му дадеш задача и си раат. И него не мислиш повеќе. Знаеш дека кога ќе дојде времето ќе биде завршена работата. Има луѓе кои ќе треба да дојде и кажеш, ај сега заврши го ова. Готово уште малку, готово уште. Ќе помине цел сат, хајде, или да полежам малку, или уште само ова да довршам, ќе помине пак уште на сат и се така, додека на крајот нешто не се случи. Обично, и тука е нели овој текст, обично како мотивација или она што ќе го извлече од инертноста мрзливиот е или крчењето на цревата во стомакот, некој поголем товар од работата како товар. Разбирате? Мрзливиот не го сака товарот, тешкотијата. Меѓутоа има ситуации во живот кои се поголема тешкотија од самата работа, кој например гладот. Така да тој притисок треба да биде постојан, освен во ситуации кога самиот ќе најде на тешкотијата поради проблемот од мрзливоста. Кои се основните последици како книга што ги представува? Дели мрзливоста тера во сон, мрзливоста те тера на спиење, те тера да си лежиш, ама мрзливата душа пак ќе трпи од глад. Тоа е како последица. Тоа е сиромаштијата. Или има една друга поговорка која вели малку ќе поспиеш, малку ќе подремеш, малку со скрстени раце ќе полежиш и ќе дојде сиромаштијата како патник и немаштијата како разбойник. Ето, имате еден паралелизам, синонимен паралелизам, кој е една иста идеја представува преку на два лексички начина. Пишува многу како последица и Библијата Новиот Завет вели кој не работи или не сака да работи, тој и нема да јаде. Тоа е како последица. Другата последица е така притисок или една потешка состојба во која ќе се најде мрзливец заради начинот на кој живее или начинот на кој гледа на животот. Вели, раката на работливите ќе господари, а мрзливоста води во робство. Сега така е важен пак тој историски древен контекст од древноста, од 7-8 век пред Христос. Како човек по тоа време станувал роб? Робови станувале луѓето од субјективни причини. Оној што не работи доволно или не му се работи, на крајот за да се храни ќе мора да отиде кај некој што има, што работи, да му каже ај ќе ти свршам работа дома, ќе ти исчесам да ми дадеш еден леп. И така станува роб или станува слуга. Оние што работат стануваат господари, оние мрзливите стануваат слуги. Тоа е така представено преку оваа поговорка. Така да, како една последица е тој притисок што ќе го има од господарот. И потоа ќе мора да работи по принуда. Господарот ќе го тера да работи. Познавам еден случај, некои ќе прават асоциација. Еден човек му се нуде работи, тој постојано одбиваше, ова не е за мене, ова не е за мене, ова не е за мене, и остаре така. А пак неговиот брат прифати некои тие работи и дојде време кога остане тој постариот без ништо и отиде кај по малиот и му рече, ќе ти ги соберам лисјата во дворот, ама да ми даваш леп да јадам. И тоа е тоа. На тоа се следува. На крајот така завршува животот на мрзливите. Има еден друг притисок што постојано ќе го чувствуваат од средината. Во која смисла? На времето имаше канцелари, полесно беше во комунизмот. Комунизмот беше во тој поглед по работните односи беа порелаксирани. Имавме канцелари со 1 до 2. Јас работев во хотел во Струмица, во администрација,
3 спрата или 4 беше хотелот, едни од спрат собите, што требаше инаку да бидат за гости, ги претворивме во канцеларии. Да си имаме канцеларии сите. Никој не се интересираше од тоа дали ги загуби, таков беше системот. Работникот да на прво место, тој да има добри услови. Денес не е така, денес се сите како и като океани, на едно место. Тој што си работи, воопшто не се интересира дали некој го надгледува. Што си работи? Меѓутоа, тие што сакат уште еден монитор да си стават, да гледат фудбал, дека работат, или нешто, или филм, и тие постојано ќе вртат глава лево десно, дали некој ги забележува додека забушаваат. Тој притисок или ќе од господарот, или ќе биде постојано некој да не ме гледа како не работам. Кој е коренот на проблемот, според оваа книгата, поговорки? Себичноста е основниот проблем. За мрзливиот број 1 секогаш е самиот тој. Тој едноставно не може да се грижи за другиот. Бидејќи во оваа поговорка вели, гладот мрзливиот губива зашто раците негови откажуваат да работат, тој секој ден гладува, а праведниот дава и не му е жал. Сега кога говориме за праведен, контрастот е мрзливиот е оној што работи. Праведникот работи, е работлив. И се, зашто праведникот може да дава, а овој не може да даде? Другиот не може да даде зашто и за себе дури нема. Не. А праведникот толку има што тој може и да помогне, може и да даде. Како може да очекуваме некој да помогне на друг, кога тој го мрза се испоти и за самиот себе си? Како може да очекуваме да се жртвува за другиот, кога тој за самиот себе си не може да се испоти и да се встави нели во таква ситуација? Така, во крајна мера таа себичност, тоа е еден циклус, тоа е еден круг, затворен круг. Себичноста е причината, ама и со текот на време тој и станува неспособен да се грижи за другите. Мрзливиот е многу кратковит. Овде има многу, ми рекоа дека 19 слайдови били, јас не ги броев. Еве да видите дека не ме мрзело да ја правам ова. И не, да, не знаев колку слайдови има, ама некој што не ги мрзело да бројат, ги изброил. Борјан. Емануел, добро. Добро. Што е кратковит? Мисли, што значи кратковидоста? Нема на широко пред. Тој не се грижи за планирање на еднината што ќе има. Ако сега има, се ќе се потроши се и има. Ако сега има, секогаш ќе има. Ако сега има, јас сум задоволен. Сега, утре е денот кој најмногу тој го повторува. Меѓутоа, секој пат во контекст дека утре е денот кога ќе се работи. А во мислите е денес денот. Денес има, денес е добро, така да не се планира, не се подготвя за еднината. И тука не е ли оној оваа поговорка, кој собира преку летото е разумен син, а кој спие за време на жетвата е неразумен син. И пак гледаме зборот разумен, неразумен, како работлив и мрзлив. Праведен, неправеден. Летото, се во древноста било така, денес може и да не ги, буквално не можеме да ги примениме, сосема е друг животниот контекст, но идејата е таа. Во лето или на лето има. Тогаш се собра. Има за секого. И за мрзливиот има во лето. Ке помене покрај една нева, ке се скине, ке се најде. И летото, во летото се собира за зимата, зашто зимата нема. Мрзливиот, бидејќи има лето и за него, дори без да работи, и не собира ништо, кога ќе дојде зимата, тој останува. И тоа е неговата кратковидост. Има сега, кој ќе мисли сега за понатаму? Ке се снајдам и тогаш. Во основата е сушто тој проблем со кратковидоста, со самодисциплината, со она самоконтрола или саможртва. Нема се, ако може се бира меѓу работа и игра, секогаш ќе избере играта. Ако
се избира меѓу лесното и тешкото, сегаш лесното. Така, неговиот избор е сегаш уживанцијата. Да уживаме. Ајде да уживаме. Опушти се и уживај. Меѓутоа, мудриот, разумниот знае дека сегашната жртва ќе доведе до полза во иднина. Сега, ако се впрегнам да работам повеќе, тоа ќе ми донесе потоа сигурност во зима кога нема. Или за децата, например. Нас не учеа на времето, сите си имавме касички дома. Прасенце, бубамара или каква и да е. Имавме навика да си собираме пари. На некој касите беа цело време празни. Зошто кога ќе му дадат, веднаш ќе си купи сладолед. Или кога ќе заврши школската година, чоколади, еклери. Некои се собираа пари, потоа ќе си купат полни точок. Не купуваат точоци како сакаме, кога сакаме. Требаш да собереш пари, да си купиш полни точок. И тоа е таа самоконтрола или саможртва. Обично, мудриот ќе си натрупа, ќе си собере, се саможртвува, додека обично мрзливиот касата му е празна. Тоа е резултат на кратковидоста и отсутството на самоконтрола, самодисциплина. И се, кој е решението? Какво решение може да видиме од овдека? Го видовте оној текст, праведникот јаде до наситување, а стомакот на беззаконикот трпи од недостиг. Кажав дека мрзливиот не сака болка. Болка која доаѓа од работа или од било што. Меѓутоа, токму притисокот и болката во исто време се неголемиот мотиватор за работа, тоест за анимирање. Што значи тоа? Не треба да се заштитува мрзливиот од последиците од мрзата. Не треба да ги правиме тие последици да бидат полесни или поподносливи. Тоест, треба да помогнеме мрзливиот да ги искуси сите тие последици од мрзата, за да ги научи лекцијата, тоест да го смени својот животен поглед и да ги смени навиките. Еве еден случај. Знаете сите параболата за блудниот син. Во таа парабола еден татко имаше двајца синоци, помалиот син отиде и му рече на татко му: "Дај ми го мојот дел од имотот, сакам да излезам одовде." Иако таткото може да каже: "Чекај сега, тоа после смртта се прави, сега ќе работиш", му рече во ред: "Еве ти го твоето, земи го." И тоа отиде со она што го имаше, некаде во некоја туѓа земја, се одаде на пијанство, лоши друштва, жени и изеда се, испи се. И кога потроши се, требаш да стане слуга. И стана слуга. Го ставија, најде работа со свини. И толку малку го плаќаа, што јадеше од помијата на свините. И така помина известно време, и тој мрзлив син си рече: "Чекај сега, моите слугите во домот на мојот татко, помалку работат, имат и подобра храна. Тогаш, што не отидам кај татко ми, ќе му се поклонам, ќе му се извинам и ќе кажам: "Татко, сгрешив, вработи ме кај тебе, да ти бидам слуга." И така направи. Гледате, што го доведе до таквата ситуација? Неговата болка. Требаше да стигне дотаму, да јаде како свиња, за да разбере какви грешки направил во животот. Ние имаме некаков таква чудна љубов кон децата, чудна заштита, закрилничка, родителска грижа, што ги се обидуваме од било каква тешкотија, напор, работа, да ги заштитиме, да ги зачуваме, да помнат што полесен живот. Таков е
Има деца на 30-40 години се живеат со мама, ништо не работат, живеат од пензијата на мама или на тато. Западниот систем е поинаков. Тамо има оној мерит систем. Работиш, добиваш. Тоа е. Јас се сеќавам прв пат кога Ани и Лидија фатија лопата или песок или цемент во рака беа кога отидоа во Германија. Тулили, што носеа. Тогаш колку години имаа? 14-15 години, можеби. Отидоа во Германија на нагости и Зигма го знаете, ги фатил, ај сега ќе правиме кукичка за дрва. Ама не кукичка од лего коцки. Кукичка од цемент, песок, тули, малтер и такви работи. Не знам дали мешали и малтер. Теа и Лидија За мене, во мојот уме незамисливо 15 годишно девојче да му дадеш тули. Колку сум јас во право, колку се они во право. Тоа е прашањето. Така да кажам дека ние создаваме мрзливци понекогаш во нашата грижа заштитништво кон нашите деца. Треба да се осети притисокот, последиците од се. Барам така вели оваа книга. Мрзливите треба да ги сменат нивните погледи и приоритети. Тоест, кој е решението? Јас сметам дека мрзливоста е и духовен проблем. Ако ние сме вистински духовни луѓе христолики, тогаш ќе го живееме животот на Христос. И апостол Павле кога им пишува на филипјаните, на македонците филипјани, не знам зошто, сигурно имал причина да им го каже ова. Не грижете се секој само за себе. Да не се грижи секој само за себе, туку и за другите. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој, иако беше во Божие обличе, не сметаше дека треба да го искористи тоа што еднаков со Бог, но сам себе се понизи. Зеде лик на слуга, стана слуга на сите, се изедначи и се покажа како човек, се понизи и послушен се до самата смрт, смрт на крстот. Што направи Христос? Какви мисли имаше Христос? Каков поглед имаше на светот, на луѓето, на се? Иако Бог се откаже од таа слава и реши да стане слуга на сите, да им слугува на сите. Да работи. И тој работеше. Ако читате во Евангелиите, ќе видите на некој место има опишано 24 часовен работен ден. Од рано наутро до касно вечерта тој работеше. Кој што ќе дојдеш да побара, тој му даваше. Ако беше мрзлив, немаше да биде така. Пример за работа. Мислам дека промената всушност на погледите, на приоритетите е духовна промена. Решението е духовната преобразба. Новораѓањето во Христос. Библијата барам така ги представува работите. Оној што е новороден, оној што живее во Христос, христоликиот човек е како Христос. Не го мрзи, туку се жртвува за другите. Евангелието преобразува. Глупавиот од паразит или од мрзливец во работник. И на многу места го има тоа во Новиот Завет представено, опишено. Дори еве, например, на Ефесијаните вели, вие што крадавте, повеќе да не крадете, туку трудете се со своите собствени раце, не веќе само да крадете, туку и да давате на оние што имаат потреба. Гледате каква преобразба. Павлев не вели, ај ти што си крадал сега сам вади си го лебот. Не. Преобразбата треба да биде дотаму што ти веќе од човек кој си живеел на трудот на другиот, сега ќе им помагаш со твојот труд на оние што не можат сами. Сега, кога збориме за помагањето, изгледа дека мрзливи треба да ги остават последиците од мрзата, ако се гладни да ги оставим малку да гладуват, треба да направиме едно разграничување, бидејќи има луѓе кои се во таква состојба од објективни причини. Болни се, не можат да работат. И Библијата вели, некој не работи, кој не сака, може, а не сака да работи, тој треба да ги искусува тие последици од мрзата. Така да,
Зошто човек краде? Зашто нема се работи. Тој живее на трудот на друг човек. Не така. Оној што е преобразен, така ќе работи што ќе може, но они што немаат, што не може да работат, и нив да ги помага. И се разбира вечната перспектива, овде дека најмногу помага. Велиме дека мрзливиот е кратковит, тоа гледа за сега нема планирање на еднината. Но Божјото царство ни отвара една друга перспектива. Ние живееме не само да планираме иднина тука на земјата, но животот во Христос значи планирање на вечна иднина. А работата, всушност, работата на таков начин што ќе можеме да придонесуваме и за други, дава вредности во Божјото царство. И тоа ни дава една вечна перспектива. Така, духовната промена на луѓето отвараат поинакви перспективи и тука на земјата и за целата вечност. И сега, како заклучок, колку стана? Гледате. Што ако бе 29? Нема ништо лесно во животот. Ние прибегнуваме кон мрза, зашто, бидејќи тешко е да се работи. Ма нема ништо лесно во животот. И треба да признаваме дека сите ове нешто што ја кажавме важат за сите нас, за секој еден од нас, во некој поглед од живот, за некои работи. Сите сме мрзливи за нешто. Има работи кои ни се лесни да ги правиме, има работи кои ни се тешки и не сакаме и се наоѓаме изговори зошто да не ги правиме. Меѓутоа, една од најтешките работи, иако по благодат ги правиме, се духовните работи. Духовната дисциплина не е лесна работа. Христијанството не е лесна работа. Растежот во верата не е лесна работа. И затоа, можеби, мрзата кај верниот човек најмногу се изразува и како духовна мрза. Зошто не читаме колку што треба? Зошто не се молиме колку што треба? Зошто не служиме колку што треба? Зошто не е тешко? Зашто има духовна мрза во нас. Дека не е лесно, и самата книга Поговорки вели: Синко, ако ги примеш зборовите на моите заповеди, ги зачуваш во себе. Ако увото твое внимателно ја слуша мудроста, ако срцето твое се приклони кон размислување, ако ги повикаш знаењето и разумот, ако ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, ќе го разбереш стравот Господов и ќе најдеш знаење, ќе го познаеш Бог. Но овдека се вклучени многу работи, многу тешки работи, многу работи кои бараат многу труд, бараат кртовска работа. Ако како сребро ги бараш, како скапоцени камења, зошто е скапо златото? Зошто е скапо среброто? Зашто треба, тешко е да го најдеш, треба многу да истражуваш, треба многу да копаш, треба многу да преработуваш. И сето тоа е зголемува вредноста на златото. Многу работа. Се бара работа. Но нема ништо лесно. За да има резултат, треба работа. Сабајле отвори Фейсбук и еден пастор беше напишал, така со критички тон, за најновата онлайн настава. Сега што очекувате од Министерството? Како има родители што не знаат да скенираат и да праќат домашни, пак има некои родители што не знаат ова, па не знаат она. Па добро дека научат. Нека научат. Тоа е тоа. Па на времето имало по една школа за 10 села. И деца оделе по снег и по дожд, со километри, некои боси на школа. Не било лесно да одат на школа. Сега се седат дома, од компјутер, се немало како, не знаеле како да скенираат. Па знаат како, а како си ги стават сликите на Фейсбук? Јас не знам некој што не си става слики на Фейсбук. Ама кога ќе дојде до некоја дополнителна обврска сега дополнителна, тешко е. Нема ништо лесно. Па ние сите треба заедно да придонесеме да се гради тоа. Ако почнеме веднаш, ова не може, па нема да работи. Тоа. Ние сме свикнати на лесниот начин. Некој да дојде дома се од школа, служителот, и тој да го искенира документот или писмената и да ја прати, или да не ја земе од дома, па да ја однесе у канцеларија. Нема ништо лесно. Се си бара труд. Така е овој живот создаден.
свара работа. И ова бара работа. А бидејќи е тешко, ние забораваме да го работиме. Тоест, бидејќи е тешко, одложуваме. Па добро, утре ќе читам, утре ќе се молам, заутре ќе служам и на крајот доаѓа и заспивањето. Затоа на многу места Христос говори за будност, бдејте, бдејте, бдејте. Зашто вели мрзата тера кон сон. Неактивноста не заспива. Има неколку параболи во кои што причината за губењето на царството е спиењето. Скјавате, девиците заспаа. Имаше еден на кого му беа дадени таланти, но тој ги закопа и си уживаше. И потоа дојде казната. Исто има еден куп други кои Павле не ги користи, за будење, да бидеме будни, да се разбудиме, да не спиеме, зашто како што во реалниот физичкиот живот тешкотијата не тера кон мрза, така и во духовниот живот, духовните обврски што ги имаме, може да не тера до мрза и да на крајот до заспивање и полека, малку по малку оддалечување. Затоа треба да се трудиме и на духовен план. Да се трудиме, да не оставаме она што Бог, да се читаме, да се молиме, да имаме заедница со Бог, да служиме, да градиме една духовна дисциплина. И на крајот едно прашање, а што со работохоличарите? Некој може да каже, јас сум работохоличар. Ова не важи за мене. Понекогаш лавот на пат, што е оправдување за мрзливиот да не работи, работата може да биде лавот на пат за некои други луѓе, тоест за работохоличари. Тоест, луѓе кои градат кариера, тоест тоа е нивниот сон, и секогаш имаат рок, под притисок се, да го завршат проектот, стресот, извештајот, некоја конкретна работа, останување до 10 навечер, зашто не сакат да се дома, можеби. Покрај децата, покрај свекрвата, не, покрај бабата или свекрвата, да, ако машко, женско, и така натаму. И во тој случај, работата станува нашето оправдание да не го правиме и другото што треба инако да го правиме. Многу во нашето општество мажи не се вистински помошници на супругите, бидејќи се работохоличари. Не месат леп дома. Не месат како мене леп дома, да. Добро. И така. И дури има и такви. Јас треба сум добро сведоштво на работа како христијанин, што значи дека немам време за духовни работи. Јас не смеам да ја занемарам мојата работа на работа, со тоа што време ќе трошам за служење или за некои духовни работи. И тоа моје работохоличарство потоа го крати или го краде она неопходно време треба да го имаме за Бог. Причините може да бидат различни. Во некои случаеви тоа е недоволен духовен растеж, во некои случаеви отсутство на духовен растеж, во некои случаеви и воопшто недостиг, нема воопшто духовност, тоа се работа за неспасена личност. Секој треба сам да си ги види причините и да работи на нив. Господ да ни дава благодат, милост, мудрост, да живееме како Христос. Не мислејќи само за себе, туку и за другите. Добро, и се надам дека ова слово не повредува, туку ќе работи во нас најмногу за личното добро на секој. Инаку, само што ќе го додадам. Мрзеливоста не е само лична, не носи последици само во личниот живот, мрзеливоста носи последици и е товар
и за животот на други луѓе и за целото општество. Зашто мрзливоста секој пат го товари, го узурпира трудот на другиот и просперитетот и на другиот.